Доволно е некој само да прошета низ изгорените и пеплосани шуми кои останаа по пожарот од пред 3 дена, за да свати за какво уништување на природата се работи. Боровите насади кои 4 децении се заштитуваа од боров четник и обстојуваа во суштини периоди, покривајќи ги голините, сега оголени се само сведоштво на човечката негрижа. Наскоро најверојатно ќе бидат исечени и ридовите од двете страни на патот кон Пониква, повторно ќе се вратат како пред 4 децении, кога некој ја сватил потребата од нив и ги засадил. Дали подметнувачот или подметнувачите на огнената стихија ќе бидат фатени и соодветно казнети, останува отворено прашање. Ама доколку се најдат, прва казна треба да им биде да прошетаат по изгорените површини за да видат што направиле, а втора да се задолжат да засадуваат се додека не го покријат опожареното подрачје. Инаку последиците од опожарувањето по правило се долгорочни и комплексни. Рехабилитацијата на природата не се одвива според желбите на човекот, туку според законитостите на природата. Токму поради тоа, уништениот растителен и животински свет ќе остави траен белек на овие простори и ништо нема да биде исто како претходно. Соголените дрвија со години ќе представуваат грда слика за секој посетител на Соговските планини и ќе опоменуваат дека на овие простори се уште има неодговорни кои се поигруваат со судбините на природата и на луѓето. Сепак, позитивно во целата ситуација е што противпожарните екипи се мобилизираа максимално и што е спасен повеќекратно голем пожар, кој можеше да добие несогледливи размери и да предизвика страотни штети. Особено ако се проширеше кон повисоките делови на Соговието, каде покрај поквалитетни шуми има и голем број викенд кукички и други стопански објекти.